Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Всушност, поимо добри во вакво време, не време е доста релативна работа. Платите ниски, цените високи, сметките астрономски. Овој февруари и само 15 дена да има, повторно ќе ни изгледа како долг месец. Па уште и времево не попушта. Облачно, ладно, магловито, загадено, едноставно сиво. Како порачано да паднете во депресија. А случувањата на политичка сцена, без разлика на сите обиди на власта да ги опорави малку работите, се далеко од розеви. Подобрување има, но додека вистински ги почувствуваме, ќе треба да почекаме. Да, навистина владата има отворено повеќе фронтови. Битка со криминал и корупција. Сами гледате колку полициски акции има, колку картели и криминалци паѓаат. Опоравување на судството. Ето, барања за разрешување во Советот и обвинителството, теми за кои ќе зборуваме малку подоцна. Градежна офанзива. За 8 месеци е фрлен повеќе асфалт, отколку што предходната влада има ставено во цел 7-годишен мандат. Дипломатска битка. Убедување на странците во нашите барања за одложено дејство на уставните измени, а гледаме и повторно воскреснување на бугарскиот национализам. Војна со цените, замрзнување на маржи, кошнички и слично. Кревање на образованието, нови концепции за образование и да не набројувам веќе натаму. Повеќе фронтови на кои веќе постигнува значителен напредок, но како и во секоја војна, тој напредок е метар по метар. Толку многу имаат опустошен овие од СДСМ и во изминативе 7 години, што ќе треба да мине некое време додека вистински ги почувствуваме плодовите од напредокот. Но добро е што од некаде се трна и што за прв пат, мислам сите ќе се согласите, сме на вистинскиот пат. Но еве тука на почетокот сакам да искористам една малку постара вест, само за да илустрирам каков пустош е оставен и со што сега треба новата власт да се занимава. Како што реков, пустош. Се треба да се почнува од нула, како да не постоела државата пред смената на власт. Ова видео од натрешноста на Академијата на Фудбалската федерација на Македонија, која ги открива траорните услови во кои со години живееле и тренирале најдобрите млади фудбалери во Македонија. Овие деца, одбрани да бидат дел од престижниот УЕФА проект, биле принудени да се соочуваат со занемарени несоодветни услови за живот и тренинг. Сцените од видеото ви ја прикажуваат состојбата на просториите. Одронати ѕидови, несоодветна инфраструктура и опрема, која со текот на времето била оставена да пропаѓа. Оние млади фудбалери на возраст од 13-14 години, која представуваат иднината на македонскиот фудбал, живееле, тренирале и растеле во средина која никако не одговара на нивните потреби. Новото раководство на ФФМ вети дека реконструкцијата на Академијата ќе биде приоритет. Ова институција која своевремено беше гордоста на Федерацијата и пример за останатите, сега гледаме дека стана символ на негрижа и срам. Не смееме да дозволиме младите фудбалери да продолжат да живеат и тренираат во вакви услови. Ова е прв чекор кон враќање на стариот сјај на Академијата и на еднината на македонскиот фудбал, стоеше тогаш во соопштението на Федерацијата. Реконструкцијата ќе опфати не само обновување на постојните капацитети, туку и модернизација на условите за живот и тренинг, за да се врати репутацијата на оваа академија како пример за развој на млади таленти во регионот. Ситуацијата ваму е само уште еден потсетник за важноста на одговорното управување и вложување во младите генерации. Но како и многу други работи во државата денеска, така и состојбата на оваа академија е дел од оставштината на минатата власт предводена од СДСМ и ДУИ. И после се чудиме зошто во последниве 7-8 години Македонија нема постигнато некој поголем успех во фудбалот. Но не само во фудбалот, туку воопшто во било кој спорт. Затоа што ситуацијата во сите други спортови е иста, ако не и полоша некаде. Кои млади таленти ќе решат да жртвуваат години и години од својот живот тренирајќи и живејќи во вакви услови? Јас мислам никој. А тоа што состојбата е ваква за време на владењето на минатата власт, значи цели 7 години, Македонија веројатно загубила неколку генерации на млади талентирани спортисти кои би можеле конечно оваа наша мала држава да и донесат некаков успех во некој од врвните спортови. И затоа секој излегување на било кој терен, на било кој македонски спортист, во било кој спорт, за мене е успех. Без разлика дали обезбедиле пласма на некој европско или светско или било кое надпреварување.
Во вакви мизерни услови, некој поединец или некој тим да забележи победа или нерешено, како на пример што правеа рекоментарите, тоа треба да го славиме како огромен успех. Затоа што веројатно секој од нив морал да жртвува многу за да го облече македонскиот дрес и да истрча на терен и да се надпреварува со други тимови и репрезентации кои своите играчи ги градат од мали нозе, со вложување, внимание и надградба на талентот. Реков, ние во моментов имаме огромна дупка од цели 7 години каде не е вложено ништо во спортот и сега покрај тоа што работите се менуваат, веројатно ќе треба да мине некое време пред да ги видиме резултатите. Сепак, сметам дека предуслов за било што да трне во оваа држава, значи како темел на вистинска држава е владењето на правото. Нешто што ние во Македонија само сонуваме. Но еве гледаме дека и таму трнаа работите. На владата и дојде прекуглава од републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Таа го задолжи Министерството за правда да преземе активности и веднаш да ја почне постапката за негово разрешување, која треба да заврши со гласање во собранието. Според владата, причината за поведувањето на постапката за разрешување е низиното разочарување од неговите постапки, кои биле надвор од своите надлежности, надвор од законот, но и разочарувањето на граѓаните од нефункционирањето на системот, нефункционирањето на правната држава или воопшто нарушената доверба во обвинителството. Разочараноста на владата од постапувањето надвор од законските надлежности. Разочараноста на граѓаните од системот кој не функционира, а секојдневното продолжување со ваквите состојби резултира со нарушена доверба и нефункционирањето на правната држава. Конкретно 4 точки се однесуваат на состојбите кои се случиле во обвинителството и судството. Дополнително, последното именување за вршител на должноста шеф на Вишото јавно обвинителство во Скопје е одлука која е незаконска, односно надвор од одредбите пропишани во Законот за јавното обвинителство. Според Митева, чашата ја прелеа последниот извештај на Transparency International кој покажа пат од 2 индексни поени на земјава во однос на минатата година, рангирајќи ја Македонија на 88-та позиција од вкупно 180 држави. За сега да се најде во друштво со Казахстан, Суринам и Виетнам. Во извештајот ури 4 точки се однесуваат на скандалите во судско-обвинителскиот систем и неговото нефункционирање. Инаку во Законот за јавното обвинителство е точно пропишана процедурата за тоа како се разрешува јавен обвинител. Тој може да биде разрешен од функцијата пред истекот на 6-годишниот мандат поради незаконито, ненавремено или недоволно стручно вршење на функцијата, ако со своето однесување и действување покажува дека не е способен за извршување на функцијата, ако не поднесува барање за покренување на кривична постапка за случаи предвидени со закон иако го нарушува угледот на функцијата. Предлогот на владата преку Министерството за правда оди до Советот на јавните обвинители, кој го разгледува барањето и треба во рок од 15 дена да даде свое мислење. На таа седница Коцевски не треба да присуствува, бидејќи е член по функција. Според истиот закон, избирањето и разрешувањето на републичкиот обвинител се врши од страна на собранието. За да се избере или разреши обвинител, потребно е да гласат 61 пратеник за. За избор на нов обвинител пак, владата го предлага кандидатот за кој што е Советот на јавни обвинители треба да даде позитивно мислење. Барањето за разрешување на Коцевски доаѓа паралелно со барање за интерпелација на 5 члена на судскиот совет во собранието, кој е дел од напорите на власта за конечно средување на состојбата во правосудството. Токму така, по барањето за интерпелација на членовите од судскиот совет сега еве и официјално започна процедурата за смена на јавниот обвинител. Капката што е прелило чашата беше последниот извештај на Transparency International кој ни даде страшна слика за тоа што мислат граѓаните за корупцијата. Бегството на Артан Груби, Васко Ковачевски, аферите со Лотарија, ЕСАМ, Рек Битола и редица други коруптивни скандали на минатата власт. Но пред се, катастрофалната состојба во правосудството гурна индексот за перцепција за корупција во 2024 година за Македонија. Тој покажува пат од 2 индексни поени на земјава во однос на минатата година, рангирајќи ја на 88 позиција од вкупно 180 држави. Според председателот на оваа организација, негативните резултати се последица на големиот број на скандали кои се случија минатата година, особено во судството. Неказнивоста на високата корупција поврзана со луѓе на јавни позиции. Индициите за политичко влијание во судството, лошата контрола која судскиот совет ја врши во судиите и препораките на оценската мисија на Европската унија, кршење на законот со избор на кандидати за Академијата на суди и јавни обвинители за време на изборите, и ова се само дел од случувањата кои што беа забележани лани. Значи за 40 индексни поени, што е за 3 под просекот од 43, и Македонија сега ја дели оваа позиција со Казахстан, Суринам и Виетнам. Највисоко рангирана годинава е Данска со 90 поени, пошто следат Финска, Сингапур. На последно место е Јужен Судан, додека пред него се Сомалија, Венецуела. Од земјите во регионот најдобро рангирана е Грција.
Најлошо Босна Херцеговина и таа е на 114 место. Најголем скок од 5 поени има Албанија, која е на 80-та позиција. Раст има и Косово од 3% е на 73-та позиција. Србија има пат од 1 поени е на 105-та позиција. Исто како и Хрватска, која има пат од 3 поени. Бугарија, која бележи пат од 2 поени е на 76-та позиција. Црна Гора стагнира на 65-та позиција. Се на се, ужасни резултати. И да бидеме на чисто, индексот на транспаренција мери перцепцијата на граѓаните за тоа колку корупција има. Така што ако има повеќе скандали и афери, толку повеќе ќе се зборува за корупцијата и толку повеќе граѓаните ќе имаат перцепција за неа. Или едноставно, индексот не е поврзан со тоа колку е успешна борбата на некоја власт против корупцијата, туку колку се зборува за оваа поја. А сите знаеме за што зборувавме минатата година и дека главните афери кои се појавија се поврзани со минатата власт и случувањата во судско-обвинителствиот систем, а не со новата влада. Ете тоа го каже и председателот на Транспаренси. Тој вели негативните резултати се последица на големиот број на скандали кои се случили особено во судството. Значи, после домашните поплаки за неделување на судиите и обвинителите, забелешките на странските амбасади, последниот извештај на Европската Унија, еве сега и Транспаренси, главниот проблем го гледа во правосудниот систем. И сега овие што се на тапет, од членовите на судскиот совет па се до обвинителот Коцевски, наместо да си ја подвиткаат опашката и сами да се повлечат, за да зачуваат барем малку од својот професионален углед, тие бре како куршум да не ги бие. Не само што немаат намера да се повлечат, туку и претаат, клоцаат и викаат ова било мешање на извршната во судската власт. Без став и конкретен одговор дали ќе си поднесат оставки ако пратениците кои ги избрале им изгласаат недоверба се двете членки на Судскиот совет, екс-председателката Весна Дамева и адвокатката Татјана Чачарова-Илиевска. Тие примили интерпелацијата, но прво сакаат да ја анализираат и проучат, па потоа да се произнесат во јавност. Поранешната адвокатка Чачарова-Илиевска, која стана член на Советот на предлог на Комисијата за избори и именување во 2021, не се согласува дека треба да има колективна одговорност, туку индивидуална. Одговорноста мора да биде индивидуална и покрај тоа што Судскиот совет е колективно тело. Ние сите гласаме со својот глас за една одлука и во зависност од гласот на секој од нас се носи одлуката со мнозинството на гласови. Токму од тие причини сметам дека навистина добро треба да ја изанализирам и ќе дадам одговор во рокот предвиден во деловникот за работа на Собранието. Тек тогаш ќе имам став по однос на вашето прашање околу оставка. Ниту екс-председателката Весна Дамева, која е во Советот по предлог на поранишниот шеф на државата Пендаровски, нема одговор дали има намера да даде оставка. Оставката е личен чин и се поднесува оставка само во случај кога постојат оправдани причини за истото. Останувам отворена и за вас, медиумите, а преку вас јавноста да слушне кои ќе бидат идните чекори и од моја страна и од страна на Советот. Инаку председателот на Собранието Африм Гаши официјално ги извести сите 5 членови на Судскиот совет: Весна Дамева, Тања Чачарова-Илиевска, Милјази Мустафа, Павлина Црвенковска и Селима Деми дека е побарана интерпелација за нив. Овие членови беа избрани во Собранието. Во образложението на интерпелациите стои дека се поднесени поради негрижа и нарушување на угледот на судиите и загрозување на довербата на граѓаните во судството. Барањето за интерпелација на членовите во Собранието беа поднесени од пратеници на ВМРО ДПМН Влени Знам. Имињата на сите 5 членови се поврзуваат со партиски врски на претходната власт на двоецот СДСМ ДОИ. Најконтроверзна е Весна Дамева, поранешната членка на правната комисија на СДСМ. Таа заедно со Павлина Црвенковска никогаш не биле судики, туку стручни соработнички. Двајца од членовите на Судскиот совет доаѓаат од секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, каде со години се вработуваше исклучиво кадар на ДОИ. Поранешната адвокатка Татјана Чачарова-Илиевска во Советот дојде од кабинетот на екс-премиерот Зоран Заев, каде била посебен советник за правда. Во владата на Заев таа го замени и Рашковски како посебен представник од владата во управниот одбор на Телеком. Ова се вика тропање од шуплјо во празно. Ако треба за сламка ќе се фатат, ама не се даваат. Слично и обвинителот Коцевски. Сега неговите апологети се фатија и сите оние кои се извадени од памет дека веќе, затоа што видоа дека веќе нема како досега, па може Чеканов и по нив да ги удри по глава.
да се правдаат дека не била испочитувана процедурата, дека не смеела власта така да упаѓа во судството, дека обвинителот не направил ништо грешно и дека според законот јасна била процедурата за промена, а тој не сторил ништо за да биде сменен. Прво и основно, еве вас граѓаните сакам да ве прашам, дали некој од вас верува дека кај нас обвинителството и судството функционираат како што треба? Па зарем во изминатиот период не бевме ли сведоци на низа скандали врзани со обвинителот? Од целосно нарушена функционалност на обвинителството, нарушени меѓучовечки односи, незаконски постапувања, корупција, неефикасност во кривичното гонење, повреда на принципите на организацијата на јавното обвинителство и самостојноста во вршење на функциите на обвинителите во јавното обвинителство. Па луѓе, ние имаме директни примери дека државниот јавен обвинител постапувал во предмети во кои согласно законските одредби постоел сомнеш за негова непристрасност, како и судир на интереси, сомнеш кој тој требал да знае и требал да се иземе. Примери има многу. Па само еве да го земеме случајот со скандалозната спогодба што обвинителството предводено од него ја направи со оној врховниот судија Наке Ѓоргиев и обвинителот Иџет Мемети, за кој пред некој ден не потсети пратеникот Милошовски. Тоа е оној случај кога Ѓоргиев беше судија во Врховниот суд, а Мемети член и подпредседател на Советот на јавни обвинители. Тие действувале како тандем и наместо да раздаваат правда, продавале правда за пари. Продавале минимална затворска казна во замена за договорени 35.000 евра за кривично дело недозволено производство и трговија на дрога. Парите од синот на клиентот ги земале во кеш. Ги фатија заради агилноста на новиот министер за внатрешни работи. А има индиции дека слична трговија кеш за правда се правела и претходна со истиот клиент, но во друга валута. И покрај шокот во јавноста што овој обвинителство судски тандем, дека кај овој судско-обвинителски судски тандем владел кешот, таа беше уште пофрапирана што наместо да владее правото, јавното обвинителство, на чие чело Коцевски, потпиша скандалозно лесна спогодба со овие двајца. Судијата Ѓоргиев доби казна од само 3 години затвора, Мемети, како подпредседател на Совет на јавни обвинители, доби само условна казна, иако законот предвидува затвор од 1 до 5 години. Врховен судија и член на Совет на јавни обвинители се фатени на дело како примаат кеш во рака за ситен криминал. Не правиме муабет за сделка од милиони и милиони евра, туку ситно примање мито. И наместо да лупнат со максимум казни за да послужат и како пример, обвинителството на Коцевски направи спогодба со нив. И да се само ваквите случаи. Обвинителот е на удари затоа што директно го прекршил законот со тоа што сам си назначи веде шеф на Скопското више обвинителство. И веројатно знаејќи дека правно овој греф е доволна основа за негова смена, сега се правда дека тоа не било веде шефица, туку само привремен раководител. Морал тоа да го стори затоа што се појавила дупка откако двајцата претходници биле суспендирани. А зашто беа суспендирани? Затоа што влегоа во отворена битка со него и јавно проговорија за состојбите во обвинителството. И сега Коцевски се соочува и со кривични пријави од нив. И сето ова е само обично ветренце во однос на вистинските случувања во јавното обвинителство. А според она што го кажуваат луѓето таму има торнадо. Односно, постоење на добро организирана ексклузивна група на влијателни луѓе што контролираат или имаат сериозно влијание во општеството на тоа како се спроведуваат законите и процедурите. Еве само земете го примерот со суспендираниот шеф на Скопското више јавно обвинителство Мустафа Хајрулахи, против кого се води истрага за наводен мобинг. Тој јавно ги симна ракавиците и директно прстот го впери во луѓето од она поранешно СЈО. Знаете она на осудената Катица Јанева, кој беше формирано да ги гони сите политички противници на ЗАЕФ и СДСМ и кои по згаснувањето на оваа параинституција беа префрлени во јавното обвинителство. Според Хајрулахи, овие, цитирам, луѓе од затворениот круг и натаму ги влечат конците во државата. И убаво вели дека таму треба да се влезе во костец и да се разбие тој внатрешен, затворен круг и обвинителски монопол, кој решава за состојбите во обвинителството, од разрешување, суспензии, договарања, пазарање и слично. Организмот мора да го исфрли тој имплант, тоа е туѓо тело во организмот. 10 луѓе од тоа СЈО што дојдоа направија лом, без никаков исклучок. Кога е во прашање нивниот интерес, тие се едно. Грст луѓе се зафркаваат со државата. Сега луѓето од бившото СЈО се многу појаки и имаат поголема моќ од претходно. Во овој момент тие раководат со целото јавно обвинителство, а Коцевски е само извршител на нивните наредби. Тие не се сами во случајот, зад нив има политичка партија што ги контролира. Контролата е сразмерна, колку таа нив, толку тие неа, изјави Хајрулахи. И се согласувам, можеби изворот на сите овие проблеми со кои се соочуваме денеска, ова дно кое го има допрено обвинителството, е параинституцијата формирана за политички прогон, наречена СЈО.
Целта на оваа институција никогаш не беше правдата, туку беше кршење на можниот отпор на политиката што ја спроведуваше Заев и компанија, од промената на името до капитулацијата пред Бугарија. Слично и во судството. Зарем има поголем доказ за тоа што луѓе пуштаат притвор само за да гласаат во собрание, или оние пресуди за луѓето 27 април? И до некаде ете да разберам дека станувало збор можеби како што гледаа за повисок стратешки интерес и слично. Ама луѓе, откако видоа дека така може, минатата власт го јавна тој систем и како велат, го надгради и прошири. А и тоа им беше малку, па дури отидоа дотаму да ги направат оние измени на кривичниот законник со кој буквално се амнистираше крупниот криминал. Па сега откако видоа дека им гори под нозете и Уставниот суд, кој цели 7 години молчеше за све и свашта, по промената на власт нешто многу ревносен стана. Уставните судии ќе ја преиспитуваат уставноста на контроверзните измени на кривичниот законник, иако судијата известител даде предлог за отфрлање на иницијативата на Павле Трајанов. Мнозинството одлучи сепак да поведат постапка. Сега Уставниот суд ќе го извести собранието дека има 6 месеци за нова интервенција во КАЗе. Во спротивно судиите ќе изготват нов реферат за укинување или поништување на постоечките измени. Квалификациите беа дека бил штетен по правниот поредок, штетен со далекосежни последици. Тие што присуствуваа на расправата го слушна и мојата квалификација дека законодавецот донел закон со непоправлива штета за правната држава. И стојам на тој став. Основано може да се доведе под сомнеж уставноста на законот во целина, употребата или злоупотребата на европското знаменце, отсуството на образложение, различен вакацио легис и така натаму. Собранието морало да води грижа кога ја креирала казнената политика. Предходно на седницата судијата известител Елизабета Дуковска рече дека подносителот Трајанов има неосновани наводи за пакетот измени на КАЗе, но и за поединечното оспорување на членовите кои се променија во 2023. Ние сме тука за уставноста, а тоа би било конкретно оценување на закон. Ние немаме надлежност да цениме дали овој закон е во согласност со деловникот на собранието и затоа не треба да се покрене постапка. Спротивставеноста во ставовите разви долга дебата меѓу судиите. Дел од нив оценија дека постои сериозна повреда на уставноста, дека се работи за штетни измени како вид на скриена амнестија за функционери. Додека пак некои од судиите рекоа дека не може да се навлегува кои биле намерите на пратениците кои гласале и не може да се мешаат во работата на парламентот. Како граѓанин воопшто не се согласувам со оваков закон, но како судија не сум јас таа која треба да ги одредува висините на казните. Да не ја бараме вината кај пратениците, туку кај оние кои водат судски постапки со години. Како е донесен овој закон, не е надлежност на Уставниот суд. И од формален и од материјален аспект овие измени се неуставни. Не може постојано да се повикуваме на воспоставена пракса дека не може да се мешаме во овакви предмети, кога и ние сме состав кој треба да воспостави пракса за воиднина. Да се погледнеме во очи, нема друг орган кој ја цени уставноста освен Уставниот суд. Со измените на КАЗе од септември 2023 беа направени интервенции во неколку членови, од кои најмногу реакции предизвика намалувањето на казните за злоупотреба на службената положба при јавни набавки. Од неодамна пак работна група на Министерството за правда крои нови измени, како преодно решение до целосно новиот кривичен законник најавен да се усвои најдосна до јуни. Сега им текна, како велат, премалку предоцна, ужасно задоцнета и целосно нејасна реакција на Уставниот суд. Судиите требаше да реагираат веднаш, уште пред 2 години, кога во собранието СДСМ и ДУИ ги протурка и повеќе од спорните измени на кривичниот законник. Ај тогаш што не реагираат, туку и сега тактизираат и наместо веднаш да ги поништат или укинат, тие му даваат рок на собранието од 6 месеци да ги поправи штетните промени. Знаете зошто? Затоа што знаат дека во собранието има ново мнозинство кое ги чека веќе новите измени кои ги подготвува Министерството за правда, со кое спорните одредби ќе бидат трнати. Да беа искрени, уставните судии требаше да реагираат веднаш. Ова не само што е задоцната реакција, туку и нејасна, затоа што сега? Пак топката во собранието, тоа да си ги поправи законот што сами си го изгласа? Не. Требаше да се направи многу порано и Уставниот суд не требаше да донесува вакви одлуки како и секогаш, да се плаши да пресечи. А ако мене ме прашувате, не требаше само да го укине, туку треба да го поништи законот, како никогаш да не постоел. Ама не,
се плашат да сторат такво нешто, затоа што ако го поништат, тогаш се враќаат сите обвиненија против амнестираните, исто како да не се случиле. И не само тоа, туку оние обвинети чии обвиненија беа повлечени на кој потоа државата им плати, ќе треба да ги враќаат парите. Сето ова што го кажав досега, сите овие примери што ви ги дадов се слика и прилика за судството кај нас. И сега им смета што новата власт ги засука ракавите и се фати за работа да ги среди состојбите таму. И мислам дека ова со иницијативите за разрешување е дури последната опција на која мораше да се сврти власта предводена од премиерот Мицковски. Ако памтите, дури за време на кампањата, тој и ВМРО ДПМН ветуваа дека нешто мора да се превземе и дека една од опциите е целосно рестартирање на системот. Уште во првиот или вториот месец од преземањето на власта, Мицковски најави дека ќе бара целосно распуштање на судскиот совет, потек кој уште тогаш ги крена на нозе сите. Памтите дека уште тогаш, па дури и странските амбасадори беа изненадени и велеа дека чекорот бил премногу радикален, дека требало да се бара друга опција. Премиерот не повлече ништо тогаш, значи не направи потек, туку ги повика сите чинители во државата, а дури и меѓународната заедница да предложат друг начин, затоа што нешто мора да се преземе. Ножот е дојден до коска. Од тогаш, мислам, минаа 6-7 месеци и барем јас не слушнав било каков предлог од било кого. Ниту од експертите, ниту од опозицијата, ниту од странците. И не само тоа, туку овие во судството си продолжија по старо. Незаконски си бираете и си ставаа луѓе во Академијата за суди и обвинители, си бира и поставуваа судии, си правеа рокади во обвинителството и слично. А резултатот од сето тоа го гледаме секој ден. Па дури ни сега еве, откако и официјално се поднесени барањата за интерпелација на членовите на судскиот совет и е почната процедурата за разрешување на Коцевски, освен жалопојки и обвинување за мешање на извршната власт во судската, дали некој од вас слушнал за некаков си алтернативен предлог од било кого од нив? Не. Затоа, како што реков минатата недела, не по чело, туку директно со токмак по глава, затоа што телото на овој наш судски систем одамна е скршено. Нема друго решение, освен целосен ремонт. Оние приказни дека судиите сами ќе се реформирале, не се одесуваат со реалност. Тоа време помина. Тоа е како да велите дека судскиот систем сам ќе се реформира како давеник што не знае да плива, да кажува дека ќе учествува на Олимпијада и ќе освојува злато. Не, драги мои. Да имаа малку доблест, цел судски совет и обвинителот, сите ќе си признаја дека не ги бива. Дека ете никој не им верува ниту народот, ниту странците и сами ќе се повлечеа. Тоа им беше навистина најсветлиот чекор во кариерата, а не вака да треба насила да ги вадиме од фотелја. Македонија од секогаш имала проблеми со делењето на правда, но ова што се случи во последниве 7 години ги надмина сите граници. Пријатели, роднини, партиски послушници, некомпетентност, уцени, подкупи, кои завршуваат и со убиства. Во суштина, на ова се сведе кадарот кој треба да ја дели правдата сега. Затоа таму веќе не се знае кој пие, кој плаќа. А најтрагични во целата оваа ситуација ми се оние од СДСМ и нивниот лидер Филипче. Сметам дека реформите во правосудството се клучни. Најпрво поради тоа што граѓаните тоа го бараат со цел да се врати довербата во тој систем. И сметам дека најавите на владата да се интервенира во делот на промена на членови на судскиот совет, иницијатива за смена на јавниот обвинител, апсолутно не е никаква реформа, туку е опит за партизација. Сметам дека исто по системот за најава на промена на членовите на судскиот совет, тука станува збор за партизација на системот. Апсолутно не сакам да коментирам ничија експертиза или знаење како ја работат работата, посебно делот на независната судска власт. Меѓутоа, апсолутно сметам дека се што отстапува од реформската агенда и планот за раст не е вистинска реформа. Да не ви се верува, овој човек зборува за партизација на судството и обвинителството, па како не му е срам? Мислам дека и малите деца во Македонија веќе знаат кои се виновници за ова што ни се случува сега. Ама ете, и СДСМ куршум не ги бие, па мисла дека можат повторно да манипулираат. И да е само ова, се осмелија да излезат и да критикуваат и да удираат по владата, дека всушност оној индексот на транспаренси за кој говоревме, паднал затоа што таа не го исполнила ветувањето за борба против корупцијата. Да не ви се верува. Веројатно овие реакции им ги пишува Пеце Мирчевски, екс-директорот на СОЗР. Знаете, оној што за да се луксузира 2 дена во Софија, во All Inclusive хотел, се пишал како новинар. А веројатно им ги одобрува екс-директорот на СМ Васко Ковачевски од Нов Зеланд. Мислам дека овие од СДСМ
Изгледа на вистина мислат дека за само 8 месеци ќе заборавиме колку имаат испрокрадено. Па затоа како граѓани ете ќе спиеме по некоја чашка нафта и слепо ќе веруваме во нивните приказни. Да не беше трагично, ќе беше смешно. Прво, нека се оградат од сите можни криминалци во нивните редови. Нека ги вратат украдените стотици милиони евра, па потоа нека зборуваат за корупција. До тогаш, нека молчат. Извинете, не за друго. Треба да мислат што ќе прават откако судството ќе се отараси од нивните пранги, па ќе почне да се занимава со одредени златни бизнис визи, што ги имаат добиено поединци од СДСМ од Арапските Емирати. Визи, што им го легализираат капиталот и ги штитат од испорачување во Македонија во случај на законски прогон. Или кога ќе почне да се испитува кои се тие личности кои имаат најмалку 40 имоти во Дубај, а не се пријавени во Централниот регистар кај нас. Имено до 2019 македонците не можеа да вложуваат во недвижности надвор од државата, а со измените на законот на граѓаните им беше овозможено легално да купуваат акции и недвижности во странство, но условот е извинете, тие должно тој капитал да го пријават во регистарот за вложувања на недвижности во Централниот регистар на Македонија. Или што ќе прават кога ќе дојде денот некој нов обвинител да истражува кој е тој што инвестираете наводно во изградба на кула од 82 ката во Дубај, вредна над 600 милиони евра, со средства стекнати преку масовен рекет и злоупотреба на власт. Што мислите, кој? Ке биде дернек како што не се памети. Само да го поравиме малку судството и музиката ќе засвири веројатно на повеќе врат. Мислам дека сега е веќе време да одмориме 7 блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода на седмица, или тука на крајот, знаете, ни останува уште некоја минута да прокоментираме уште некоја тема, која не стигнавме во првиот дел. Зашто станува збор? Премиерот Мицкоски го растресе о силото на бугарскиот национализам. Борисов, Трифонов, па дури и бугарското МНР синхронизирано и во хор се нафрлија врз македонскиот премиер. Биле разочарани и ја осудуваат неговата логична споредба зошто Албанија не треба да ги стави бугарите во уставот, ако таму, според пописот, има поголемо бугарско малцинство отколку во Македонија. Првата реакција стигна од нивното МНР во форма на соопштение. Прашањето за правата на бугарите во Македонија не е билатерален спор, туку прашање што се однесува на европските вредности. Министерството ги повикува македонските власти да се воздржат од реторика што создава поделби и омраза и да се фокусираат на исполнување на критериумите за членство во Европската Унија, вклучително и заштита на правата на сите етнички заедници во земјата. На оваа реакција се надоврза и Бојко Борисов, лидерот на ГЕРБ, најсилната политичка партија во парламентот, стожер на новата политичка влада во Софија, кој изјавата на Мицкоски ја нарече провокација. Господин Борисов, как ще коментирате вчерашното изказване на македонския премиер? Като провокация, като тест на новото правителство? Абсолютна провокация и просто не трябва да им се обръща внимание. Външно реагира добре. Најсочен во навредите, како и секогаш беше Слави Трифонов. Лидерот на партијата Има таков народ, која исто така учествува во новата влада, кој отиде дотаму па ја представи Бугарија како жртва. Толку сум уморен од овие луѓе. Не можам да кажам дали станувам лут или тажен. Овој Мицкоски беше демократски избран. Прекрасно се сеќавам како за време на изборите целата негова предизборна кампања се базираше на омраза. И покрај сите компромиси направени од сите бугарски влади, сите бугарски премиери, сите бугари воопшто. Ни грам благодарност, грам почит, грам логика. Инаку сите овие реакции следат од како Христијан Мицкоски за време на пратенички прашања во собранието, сакајки да го покаже абсурдот на бугарските барања, направи споредба меѓу официјалните пописни бројки за тоа колку бугари има во Албанија, а колку во Македонија.
Вистинското прашање е зошто во Македонија околу 7-800 бугари кои што декларира дека мајчин јазик им е бугарскиот, треба да ги ставиме во устав, а зошто Албанија го нема тој услов да овие 8.000 не ги стави во уставот. Тоа е суштинското прашање. Според многумина, тоа што најмногу го боли новото бугарско државно раководство е што македонската влада не попушта од својот став, дека уставни измени се можни само со одложено дејство. Став за кој Европската Унија засега е воздржана, но не го одбива. А таман помислив бе, што бе нешто ова бугари ми се молчеливи во последно време, кога ете ги нив, се јавија дека се тука. Бугарскиот национализам се разбуди од зимскиот сон со првите кокичиња во февруари. А што ги налути? Најпростата споредба на факти со кој целосно се урива нивната изместена теза за некакви си огромни малцинства на бугарите во Македонија и Албанија. Што да им кажам? Сами се зафркнаа со тоа кампањата за бугаризација на македонците во Албанија. Затоа што премиерот Мицковски е во право. Според официјалните статистички бројки од пописите, во Албанија има околу 8.000 бугари, а во Македонија околу 3.500. Сега, ако е така, зашто Македонија треба да ги стави бугарите во уставот, Албанија и не? По некоја логика, ако таму има повеќе бугари, тогаш првенство на Албанија е таа што треба да ги стави во уставот, а не ние. Тоа е таа абсурдност на бугарската политика. Но мислам дека вистинската причина за тоа што повторно се крена не е оваа изјава на Мицковски, туку фактот што оваа влада, за разлика од претходната, не дава никакви сигнали дека има намера да попушти. И не само тоа, туку е тргната во голема дипломатска офанзива за да ги докаже своите аргументи во светот. Еве во моментов премиерот Мицковски е во Минхен на безбедносна конференција, а оттаму веднаш заминува за Вашингтон. Значи посети, средби со влијателни личности, лобирање за евроинтеграциите. Конечно, нашата дипломатија работи на начин како што треба, се со цел да ги заштити националните интереси. И не само тоа. Оваа офанзива на владата изгледа вродува со плод и Македонија конечно се позиционира поразлично од претходно на глобалната сцена. И тоа е одлично ако се земе в предвид дека претходната влада на СДСМ практично не ги урниса преговарачките столбови и позиции што ги имавме. Прво со преговорите со Грција, па потоа и со Бугарија. И не доведоа во една ситуација на средновековие, на едно темно време за македонската дипломатија, која функционираше само на системот на отстапки толку. И сега бугарите изгледна су мало нервозни, затоа што се плашат дека можеби на крајот некој доволно ќе им ја свитка раката, па ќе мораат да попуштат. Затоа што не им е баш sejedno што Мицковски за помалку од 1 месец 2 пати оди во Вашингтон, а знаат дека во Белата куќа има нов шериф кој е непредвидлив и на кого не му треба многу да удри по некого што мисли дека се изживува врз некој друг. Па видете во каков шок е цела Европа по говорот на неговиот подпредседател Венс на Минхенската конференција. Таква лекција им одржана за коравените европски бюрократи, што дури една Германија излезе со став дека Америка се мешала во внатрешните работи на германците. Па малку нека видат како ни е нам со децении. Значи втор пат во Вашингтон за 1 месец, блиски врски со новата администрација, делење на слични политички ставови во однос на многу прашања. Ова се тие работи кои ги плашат бугарите кои после некој време се разбудија од зимскиот сон и во хор тргнаа да удираат по македонскиот премиер. Како и да е, мислам дека џабе ќе им биде. Попуштање и отстапки веќе нема. А во светот и Европа веќе дуваат различни ветришта. Па ако имаме малку среќа, може конечно, барем еднаш, работите ќе тргнат во наша полза. Ќе видиме, сепак рано. И тука е веќе време да завршиме оваа епизода на седмица. Со Господ напред се гледаме за една недела на исто место, во исто време. Имајте пријатна вечер.